Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Денеска се слави Свети Трифун, празникот на винето и лозјето, а воедно се слави и Свети Валентин. Додека повозрастните верници го слават Свети Трифун, заштитникот на лозарите и традиционално поради верувањето дека ќе има богат род, масовно се закројуваат лозјата. Младите сепак го слават Свети Валентин. Возрастните велат, во виното е вистината. Младите, во љубовта е еднината. Индустријата го комерцијализира денот на влюбените, промовирајќи купување подароци за саканите, па подароците се неизбежен дел на овој ден. Свеќерниците работат 24/7, излозите на продавниците се украсени во црвено, во поголемите маркети низ цели рафтови има мечиња, срциња, балони, декорирани чаши. И возрастните и помладите купуваат подароци. Некои вино, други цвеќе, а трети и вино и цвеќе. Па еве ги нашите прашања за денеска. Кој празник славите вие денеска? Дали вечер ќе пиете вино за Свети Трифун или за Свети Валентин? Дали купивте подароци и кого ќе дарувате? А темата на која ќе зборуваме е: се менува ли традицијата или ова помодарство ќе има краток век? Секако имаме и прашање плюс, но за да го одговориме тоа прашање, најдобро е да не заследите поточно телевизија Телма на Инстаграм, да кликнете на Инстаграм стори и еве како ќе ви се прикаже денешната анкета. А тука прашуваме: што ќе славите денеска? Имате 3 опции за одговор: под А Свети Трифун, под Б Свети Валентин и под В и двата празника. Кликнете на вашиот одговор, ќе сумираме како и секогаш во проценти и ќе соопштиме некаде конкретно ова денешно издание на Црвена линија. А за учество во истата, еве секако ќе ги поканиме и помладите кои што секако иднината ја гледаат во љубовта, а можеби и се враќаат кон традицијата и го чествуваат Свети Трифун. Како и да е, денес имаме многу прашања. Секако верувам ќе ни откриете кој празник го чествувате денес и дали сметате дека традицијата исчезнува, дека повеќе сме изложени на помодарство и секако се оно што имате да го кажете, ќе го кажете на 02307 005. Една важна напомена од технички аспект: ви замолувам целосно да биде намален тонот на ТВ приемникот по вклучувањето во режија во Црвена линија, што значи јас и вие ќе зборуваме само преку телефонска слушалка. Да им дадеме предност на гледачите, бидејќи вие ја креирате секоја една црвена линија, па да видиме еве денес какви одговори и какви размислувања ќе споделите со останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Убав ден, па еве на почеток да ве прашаме кој празник го чествувате денеска? Денеска се чествува празникот Свети Трифун. Тој е за лозарите. Денеска се закројува, и денеска тоа е една убава црквичка во село Кучково, каде малтене цел град дојде тука. Начело со од епархија што беа представници поповите, градоначалникот и другите градоначалници со нашиот градоначалник Александр си поминаа доста убаво. Иначе тоа е една голема традиција на македонскиот народ и тоа треба да се стави како иконатација и заштитник за нашите вина. Кога ќе земеме да ги извезуваме нашите вина во странство, да се знае дека од кој поднебје е. И со тоа ќе имаме поголем респект за понатаму за влез во Унијата. Следното прашање? Следното прашање е: ви се чини ли дека младите ќе продолжат да негуваат оваа традиција? Дали го имаме гледачот, се исклучи. Добро, благодарам. Секако дадовте одговор на денешните прашања. Сите сте поканети. Верувам секој од вас ќе има одговор и ќе сподели кој е вашиот став со останатите гледачи. Се разбира секогаш во Црвена линија како граѓани. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Се слушаме? Да, господине Роме, кој празник го чествувате денеска? Денеска се празнуват Свети Трифун. Така. А и за лозјето најдобро природа имаме ние во Македонија. И најдобро вино. А и добри луѓе имаме. Само некои не се луѓе. Имате такви.
Ајде, помладите генерации од вашето семејство, дали ја негуваат традицијата или ја гледаат иднината во љубовта, односно чествуваат, празнуваат Свети Валентин? Си празнуваат. Јас сум во години, а син ми е професор по музика, тој си има ти девојка, зашто ја бев љубовџија во времето и сега и тој. Така, вашиот син денеска... Како такав клин, бере црвине. Така, вашиот син денеска повеќе слави Свети Валентин или ги почитува и Свети Трифун, ама си го одбележува и Свети Валентин? Си го одбележува и тој празник и со љубовничка да си едно шетање во Охрид. Така. Е така. Тој е професор по музика. Се менува ли традицијата? Ви се чини ли дека се менува традицијата, Ева, или ова помодарство со Свети Валентин ќе има краток век? Не Свети Валентин, ние го прославуваме. А за виното и грозјето е добре кај нас. Во моето село прва класа земјиште имаме. Така, благодарам за учеството и секако за одговорите. И неминовно е секако да подсетам и да дадам насоки дека за учество во Црвена линија можете тоа да го сторите и преку коментари и споделување. Местото е нашиот профил на Facebook Црвена линија, сосема логично, а еве како изгледаме таму и каде очекуваме да пишувате коментари, кои што секако ќе ги читаме меѓу вклучувањата гледачи. Црвена линија ќе подсетиме, денес прашува, главната тема е за која што зборуваме со вас, ви се чинили дека се менува традицијата или ова само е помодарство со славење, купување подароци за Валентин и секако чествување на љубовта во овој ден. Ќе читаме коментари, но ајде да вклучиме најнапред гледачи. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Честит празник на оние што го носат името Трифун. Трифун и исто и другиот празник за помладите, за нас постарите виното е бака поважно. Мислам, младите можат да излезат, да си купат подароци, да разменат и така натака. Иначе да ви кажам, јас сум во години човек, најубавата вера во светот е православната вера и сите празници се убави, по моје мислење, така што никој пат нема да се заборават празниците, пошто тие се пренесуваат од колено на колено. Значи, родителот му пренесува на синот на керката, после тие на нивните чеда и така. Значи, православната вера е Божја вера и да живи православната вера. Птинче, фала што ме саслуша, учеститам празникот уште еднаш и све најдобро, успех во работа и добро здравие. Благодарам многу и за учеството, и за желбите, и секако за одговорите. Топло препорачувам да си останете со нас. Секако имаме уште многу гледачи кои што се добредодени и ќе ги слушнеме нивните одговори. Но нема да изумам секако и да прочитам од коментарите кои што веќе пристигнуваат на Facebook профилот Црвена линија. Па ајде да погледнеме кој што пишал. Ке почнеме со коментарот на Кристина Насеска, која што го напишала следното. Македонците и општо земено балканските народи сме народ што сакаме да славиме. Што и да е, важно да славиме нешто. Со позитивна мисла, љубов за Бога и нашите ближни во срцата и се додека имаме во животот со кого ќе наздравиме со убава чаша вино, не е важно кога, што и како славиме. За многу години. Бескрајно благодарам госпоѓа Насевска, убав коментар. Секако, што и да одбележувате, чествувате и славите денес, секако ви посакуваме убав празник. А ние продолжуваме со гледачите. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Маријана е од Скопје. Голем поздрав до вас. Па и ве, кој празник го одбележувате денеска? Значи, вака, све што е од срце и со убава мисла, секој да се слави оно што сака.
За мене се и двата празника добри и убави, пошто само на убави не наведуваат. А за традиција, и јас ја прифаќам секаква, само нека е од срце и од длабоко. Не знам дали ме разбирате што сакам да кажам. Како не, Иве, слушаме, продолжи. Нека се слават, меѓутоа во умерени граници, како да ви кажа. Не мора да значи нешто големо, него од срце може да биде и чоколадо, може и вино, и доволна една роза да се поклони, ама да биде од срце и со љубов. И нека ви е честити на вас и на целата екипа, и едниот и другиот празник, и нека славите како што сакате. Благодарам многу и особено благодарам и за желбите и честитките, а најмногу благодарам што бевте дел од ова издание на Црвена линија и дадовте допринос секако со вашите ставови и размислувања. Останете со нас, ќе ни биде драго. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Па се работи за два светци. Едниот е католички светец, мислам го слават католиците, а другиот светец е нашиот Трифон. Валентин е католички светец, така да не е никаква грешка да се слави и то и то. Меѓутоа, некогаш во социјализмот, бидејќи се работи затоа и се зарежува на тој ден лозјата, ми се чини и се закопува шише вино негде во некој крај од лозјата, па негде во поранешниот режим, бидејќи тогаш со светци не се расправавме толку, се беше немаше имиња на предимињата на немаше свети овој, свети онај. Току за Трифун се велеше, мислам, бидејќи ете со виното во конотација со виното е, во врска со виното, Трифун пијаница, што сега малце грубо звучи, меѓутоа и така се викаше овој празник. Благодарам многу за учеството. Останете со нас. Продолжуваме со вклучување гледачи, а секако повторувам сите оние кои што сте во таква можност, пишувајте коментари на Facebook. Црвена линија е нашиот профил, секако нашите теми ги објавуваме и на профилот на Телма телевизија. Бидејќи ќе читаме коментари и меѓу вклучувања на гледачи во живо. Добар ден. Здраво. Здраво. Дали купивме денеска подарок? Зашто да купиме подарок? Па конзумерството и новите трендови се дека младите се почесто ја слават љубовта, а повозрастните традицијата, односно... Јас сум од постарите модели, господја. Некако на овие работи не сум дисфункционален, не сум функционален. Иначе, вака ги кажам, некој си Валентин се спомнува, ја не сум религиозно обоен, али сепак православната религија поштувам бидејќи тука преовладува во мојата држава и така да претежно граѓаните се православци, така да се држам до нив. Значи поддршка од мене. Валентин некако ми е сумниво тоа, нешто имам чуено дека во тоа време кога он постоел, исто припаѓал на некоја LGBT организација во тоа време, па ради таа негова припадност во тоа време и нешто му се десило баш неубаво по неговиот живот. Не знам како започнал. Ви се чини ли дека и младите ќе продолжат да ја негуваат традицијата? Младите, не знам, на некој 30 септември ми суфлира жена ми тука имало некој ден 30 септември. Вера, љубов, наде се вика од православниот. Еве, спомнавте сопругата дали денес сакале некеле ќе изненадите со некаков подарок и ќе бидете романтични? Она е секогаш изненадена од мене, секогаш мора нешто да направам некоја глупост. Па изненадувајте, а пријатно. Ајде, поздрав.
Секако не е изненадување што ви имавме во Црвена линија. Драго ни е што сте и редовен гледач и учесник, така да останете со нас и еве поздрав за прв пат во Црвена линија, ќе кажам и до вашата сопруга. А ние се навраќаме на нашата тема. Црвена линија денеска ве прашува: ви се чини ли дека се менува традицијата или ова помодарство, односно со славење на љубовта, особено кај младите, ќе има краток век? И кој празник денеска го славите? Дали купивте подарок? Има многу прашања и чекаме секако одговори од вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало, добар ден. Голем поздрав, во Црвена линија сте. Благодарам. Вака да разјасниме нешто, а и пуsto ќе научи нешто гледачи за квизот кај вас. Значи, Валентин бил војник во Римското царство, кој што се залюбил во друг војник и тајно се венчал со него. Значи, и мада имало забрана од царот Клаудиј, значи, во таа тасина, од Руската империја, за погубување. Значи, требал да се погуби главата да му се отсече. Така да, покасно, католичката црква и папата Фредерик, значи, го прогласил за светец. И тоа вика католичката, значи, црква го прогласил во 1976 година, значи во 20 век, дека бил како нешто идол во америчката војска на денот на заљубените. Тоа е тоа, цело време полемиката. И сега ја би требало да ги славам овие глупости или го имам нашиот Свети Трифун. Благодарам и во ден посака. Ви благодарим и вам, еве, што дадовте одговори на нашите прашања. Останете со нас. Подсетувам, пишувајте коментари, за кусо време, секако и од Фејсбук ќе прочитаме дел од вашите одговори. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Голем поздрав и до вас, се најубаво. Се најубаво. Од Тиквешијата кај го славиме. Така, еве, како е атмосферата денес? Трифун, кај нас се славе. Така, каква е денес атмосферата? И градоначалникот една забелешка, сте исти па исти си ги наградува. Коло Решко, а он се прозива Коло Митев, живее у Тимјаник, а он се кажува у Веќе. Глупости и сите избегавиш од таршијата и никога да не се славевиш. Те исти па исти, неговите пријатели, неговите душници. Ајде да ве прашам нешто. Младите генерации во Тиквешијата негуваат ли оваа традиција карактеристична да се крои лозија, да се чествува Свети Трифун, или се повеќе се ориентирани кон Валентин? После младите си го слават Валентайн. Они не го слават мислам да закројуват на лојсот Свети Трифун. Свети Трифун, ние старите го славиме. Што имаме лозје. Денеска ги закројувавме лозијата. Еве, дали дел од младите беа дел од таа убава атмосфера која што е автентична за Тиквешијата, на која што сме горди? Слабо имаше народ. Така, мислите ли? Така, јасно. Не беше ништо интересно. Така, благодарам, драго ни беше што се вклучивте во Црвена линија. Продолжуваме понатаму, ајде, како што и вети, време е да ве прифрлам повторно на Фејсбук, ама и ќе ве потсетам да пишувате коментари. По коментарот на Кристина Насавска продолжуваме и со коментарот на господинот Лазар Становски, кој што напишал: Свети Трифун е длабоко вкоренет во македонската традиција, како заштитник на лозарите и земјоделците. Од друга страна, Свети Валентин, иако католички светец, стана глобален символ на љубовта преку западната поп-култура и комерцијализација. Традициите секогаш се менуваат под влијание на глобалните трендови, но тоа не значи дека треба да се заборави своето. Свети Трифун има своја историска и културна вредност, додека Свети Валентин е повод за романтични гестови. На крајот, нема точен или погрешен избор. Секој нека слави според своите убедувања и вредности. Среќен 14 февруари, нека исполнет со радост. Благодарам многу, господине Становски, редовно учествувате преку коментари, продолжете така и секако останете со нас да слушнеме останатите гледачи кој ден денеска го, односно кој празник денес го празнуваат. Добар ден.
Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Дали ме слуша гледачот? Добар ден. Дали го имаме се уште на линија, бидејќи имаше... Имам чувство дека имаме. Дали може помош од режија да ми даете знак, дали го имаме, го немаме гледачот, што се случи? Па добар ден. Добар ден. Еве, конечно ве слушаме. Дали се слушаме добро? Да, сега се слушаме. Кој празник го празнувате денес? Најпрво поздрав до сите православни верници, им го честитам празникот Свети Трифун. Благодарам. И околу Свети Валентин, тука сакам да се задржам и да се надоврзам на претходниот гледач. Значи, Свети Валентин е од католичка вероисповед и какво действо има Свети Валентин на денешниот ден? Што се има десено за овој ден за да ославиме Свети Валентин? Дали тоа знаете да им го објасните на луѓето или само така го? Кажете ми дали младите ја негуваат традицијата според вас? Мо? Дали според вас младите ја менуваат традицијата или ја негуваат? Младите. Да, ја негуваат и ја го слават тој празник, меѓутоа се во голема грешка, бидејќи на тој ден што се десило, никој не знае да каже. Или пак знае, ама господин како што рече, LGBT нешто ова, она, значи не треба да го славиме. А дали овој ден вие сте биле, да речеме, романтичен, сте си дозволиле да дадете некаков подарок, еве дали ви се случило долж години да искористите можноста за Валентин да подарите на вашата сакана? Нема врска, подаруваме секогаш кога би сакал да подарам. Така, не го врзувате токму за овој ден. Благодарам многу за одговорите. Останете со нас. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Благодарам и до вас за многу години, нека не е денешниот ден Свети Трифун. Значи, преубав ден. Свети Трифун или Валентин, секако и двата празника се слават во зависност од на која вероисповед се припаѓа. Искрено, според мене, јас како православна и го славам и го почитувам Свети Трифун, сметам дека Валентин е по-популаризирано кај младите, затоа што си сака да се подарат во некој поклонче, девојчињата особено очекуваат од машките и така. Меѓутоа, ден на љубовта не е само љубовта помеѓу момче и девојче. Свети Валентин е ден и љубовта во семејството. Значи, католиците си подаруваат и кон родителите, кон браќата, кон роднините. Значи, тоа не се збори, значи, не е сватено во тој контекст, речем, кај нас православните, не го гледаме ние онака како што го празнуваат католиците, туку воглавно, кога ќе се спомне Валентин, се мисли на љубов, односно се прославува измеѓу некоја љубовна врска, да речем момче, девојче. Валентин е многу убав ден за поклонување, значи ако веќе се слави и се популаризира кај нас, нека биде и подарок и кон семејството, а не само кон момче, девојче. Така да во секој случај добро би било да се воздржиме и да си го славиме Свети Трифун, тоа е наш празник во секој случај. Така, благодарам и што споделивте кои се вашите ставови во однос на темата денес. Благодарам, останете секако. Следете Црвена линија. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Дали сум ја на линија? Да, ве слушаме, повелете. Благодарам. Така, прво да име честит празникот на сите они кои што го слават Трифун, кои се викаат трифуновци и така натака. Значи, сега вака, прво ние, значи за нас, значи за тя колку знам, јас сум возрастен човек. И оно што ми кажувале дека Свети Трифун е празник на православието и посебно на лозарите, на тој ден, да речеме, го закројуваат лозето, да има добар род, да има квалитетно грозје, квалитетно вино и така натака. Меѓутоа, не сум да ние го празнуваме Свети Валентин. Ние не сме католици. Тоа е празник на католиците.
Меѓутоа, за ова ќе ги обвинам трговците, на времето направија големи реклами дека треба на тој ден да се е добро да се поклонува на влюбените, на саканите и така натака, си направија за себе една голема реклама и сега под името Валентајн, значи во дуќаните не можеш да влезеш, значи секдека каде што се продава таква роба која што може да биде подарена, значи фактички трговците значи му дадоа тоа значење на Свети Валентајн и тоа во овие последни години, додека порано го немаш. Штета е што се заедно со Свети Трифун и ми се чини дека на овој начин млади веќе немаме до душа, останати сме ние старите. Така, благодарам многу за одговорите. Ке подсетам особено за оние кои што можеби за прв пат ќе се вклучат во црвена линија. Време траењето на едно јавување е 90 секунди. Ајде одиме на Facebook. Пристигаат коментари, па ќе продолжиме и со коментарот на Кети Ѓоргевска, која што го напишала следното. Не сме ние католици, ние треба да го славиме Свети Трифун, тој е наш празник. А Борко Иванов напишал: убав празник, честитки за сите што го празнуваат, но важно да секој ден господинот мора да каже да неговиот син е професор по музичко. Да не ги коментираме, ве молам гледачите. Понатаму секое јавување ќе почнува со јас свирам виолина, а сега за темата. Добро, благодарам многу што активно учествувате, господине Иванов, и еве ве замолувам, црвена линија секако не ве лимитира во однос да си ги споделите вашите размислувања, ставови, затоа и поставуваме прашања, бидејќи црвена линија е за вас. И с 90 секунди нека не се трошат на тоа да ги коментираме гледачите, а најважно се црвена линија бара да се запази нашата етика, а тоа подразбира да имаме говор во кој што нема вулгарности, пцости, навредливи зборови и секако не говор на омраза и говор кој што лудира на насилство. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, дали имаме некого на 02-307-005? Еве ќе повториме, денес зборуваме за нешто што навистина постојат поделени мислења во последно време. Имаме впечаток дека младите всушност веруваат во тоа дека љубовта е иднината, а возрастните велат во виното е вистината. Денес е Свети Трифун, секако нема да изоставиме и да им честитаме именден и секако да им посакаме се неубаво кои што го чествуваат овој денешен ден, но факт е дека, како што рече и еден од гледачите, поп културата, конзумерството го создаде трендот каде што Валентин се повеќе 14 февруари меѓу младите се поврзува со денот на љубовта. И нормално младите тука се купуваат подароци, срценца, мечиња и така натаму, односно се искажува љубовта. Но ќе подсетиме дека црвена линија сака да слушна од вас дали ви се чини дека традицијата се менува и дека ова помодарство или да речеме овој тренд на славење Свети Валентин ќе продолжи и понатаму или ќе има кус век. Па добар ден, имаме ли некого на линија? Дали може... Добар ден, Тина, ако се слушам. Добар ден, да, ве чекаме, еве малку подолго, повелете. Ве слушаме, повелете. Тина, Живко на телефон. Па господине Живко, еве, кога зборуваме за кои празници ги чествуваме денеска, кој празник го чествувате? Јас нашиот православниот, Свети Трифун. Сето тоа е наше, а другото све е од запад уведено. Тоа да влюбените. Меѓутоа дека му биде и честито и на влюбените, не велам ништо. Меѓутоа треба да се разбериме. Ова е традиционално наше. Чисто православно, чисто речиме што си го славиме. Сега што млади не сакаат и тоа да го привезат, нека го прикачат. Не се лутиме, али сепак и тие не забораваат дека и Свети Трифун. Иначе денес си бевме, си зарежавме лозето се, туризме малце винце во корено, па малце се поднапивме и така натаму.
Сина празни малце посно Берески петок и така рутина. Ви се чини дека младите ќе Ви се чини ли дека младите менуваат традицијата и дека ова со денот на влюбените ќе има кус век или Види, ако гледаме младите повеќе ќе го припада тоа второто, ама не заборават дека е и православно. Сепак се православни. Не може да го заборават првото. Второ, нека се слава, нека се среќни. Да поздравувам, пријатно ти на. Голем поздрав и секако многу ни е драго еве што ви имавме и денес во Црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Јас секако предност ќе дадам на гледачите и веќе се обидам уште еднаш, бидејќи имам впечаток дека денеска некако малку подолго треба да почекаме за да ве слушнеме, така да и веќе се обидам уште еднаш, а потоа ќе преминам онаму каде што и како пристигаат одговори. Добар ден. Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Да. Да, па кој празник го славите денес? Еве од тука да почнеме. Свети Трифун. Така. Свети Трифун, да. Свети Трифун, мада и Валентайн си е добар за славење, али Свети Трифун тоа е традиционален христијански. Валентайн си е католички, така да нема проблем кој сака и тој нека си го слави. Добро е кога се слави. Битно е нешто да се слави. Така, еве, ви се чини ли дека ќе се менува низ годините традицијата и дека младите се повеќе ќе го одбележуваат Свети Валентин или пак може би тој празник ќе биде со кус век? Ќе има и од Свети Трифун, но меѓутоа ќе преовладува Валентин. Сепак младите не се по Свети Трифун, може би се по пиењето, но по работењето на лозијата не. А што е подобро? Јас верувам преботењето на лозијата. Па нормално подобро. Природен витамин Д, физичка активност, чаша вино половина здравје, ама една чаша, не 1 литро. Така е. А еве вие како ќе го одбележите денешниот ден? Како? Како вие лично ќе го одбележите денешниот ден? Па стандардно, ништо посебно. Ништо посебно, добро. Посебно беше... Да ве поздравам како телевизија, како емисија. Благодарам многу. Посебно беше и што ви имавме и денес во Црвена линија и секако благодарам што споделивте како гледате на денешниот празник. Односно, подобро да речам празници, бидејќи во последно време ќе потсетиме, иако денеска е Свети Трифун, каде што православните верници го одбележуваат, се разбира, овој светец, кој што е символ на виното и лозето, и секако денес е денот кога се закројува лозето. Младите се повеќе го следат трендот на одбележување на денот на љубовта или попознат како Свети Валентин. Добар ден. Поздрав. Голем поздрав и до вас. Ве слушаме, повелете. Па се што требаше да кажам, го кажа претходниот гледач, а и други гледачи што се на иста линија. Значи, нема што да додадам, истото тоа. Меѓутоа би се приклучил, пак ќе речам, би се приклучил кон групата што досега кажуваше дека католички, а ние сме православни и така натака и дека не треба да го празнуваме. Меѓутоа младите си терат по свое, ние по старата генерација, па ние по наше, така да едно само нешто ќе констатирам дека од Западот, од Европска унија ни доаѓа она баш ѓубрето. Ние станавме депонија. Се она што не чини во Европа, мислам по наши вредности, она што ние си го знаеме, тоа дојде кај нас. Се што не чини. И преовладува борба католицизмот да стане светска вера во цел свет. Барем оваму на нашите простори. А во Европа. А што се однесува пак уште до младите, убаво кажа претходниот гледач, повеќе сакаат да пијат, него да работат. Да, се сложувам. И нормално они прифаќат лесно се што е странско. Па и ова помодарство. Јас би ги прашал гледачеве што се јавуваат со коментари. Дали кога учеа на школа од основно, па до која завршиле, дали на кој на правописно писмо пишува, дали на кирилица, дали на латиница, што го учеа они на школа од прво па до не знам кое оделение или клас. Поздрав.
Поздрав, благодарам за одговорите ваши во Црвена линија. Читаме коментари. На Фейсбук Наташа Игеска го напиша следното. Вели: здраво Тина, здраво Наташа. Поздрав до тебе, поздрав Наташа и до тебе, како и до телевизијата Телма. Ако сме христијани, напишала Наташа, и верници во Бога, треба да ги почитуваме и славиме светците кои се наши показатели и водичи по Христовиот пат и верата во Бог. Љубовта, почита, правењето добри дела и друго не водат поблиску до праведниот христијански живот. Благодарам, Наташа. Лилјана Чокревска Алексич напишала: среќен празник кој и да го славите. Кој празник денеска вие го славите? Ви се чини ли дека се менува традицијата и дека ова со празнувањето Свети Валентин, празнувањето на љубовта, ќе биде со краток век или можеби ќе преовладува и всушност ќе се одбележува 14 февруари кај младите, конкретно само да биде ден на љубовта. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Благодарам. Па денеска е Свети Трифун, во мојот крај Трифун го викаат, не со Ф. Без разлика. Православните христијани, тој е ден на православните христијани, а Валентајн на католиците, што значи и тие се христијани. Меѓутоа, знаете, јас вака го рачунам Свети Трифун празник на виното и љубовта. Затоа што секоја љубов се кронисува со вино. Кога ве венчаат во црква треба да имате вино. Впрочем, виното е крвта на Господ, на Христос. И не може тие две работи да ги одвоиме. Затоа, барем за православните, Свети Трифун тебе да биде денеска обележен како празник, сега ние не може да никого да наредиме што да слави и да празнува. Инаку, исто значење има и Валентин и Свети Трифун. Според мене. Тие две работи не може да се одвојат. Има ли живот без љубов? Ќе се роди ли дете ако нема љубов? Ако нема крв, ќе се роди ли дете? Не може да има живот. И едното е потребно и другото. Значи, љубовта и виното се потребни за човештвото. А најпотребно е да работиме за да има вино, за да има љубов и за да имаме иднина. Ако само пиеме, ништо не правиме. Затоа да се посветиме и на славењето, меѓутоа и на работата, за да ни биде иднината поубава. Нека се среќни празниците, нека е честит Свети Трифун и благодарам. Големо благодарам и вам за вашите одговори. Добар ден. Добар ден, Тина. Убав ден. Поздрав од Росоман. Поздрав. Еве, во Росоман се закроја ли лозијата? Цела ден се закројува, се пие, се славе и питањето е кој празник го славење, така е? Така. Јас, например, морам да го славам Свети Трифун, пошто ми е роđен ден денеска. Најсреќен роден ден. Ви посакуваме да сте ни здрави, живи и сите желби да ви станат реалност. Фала многу, а иначе Трифун го славам, пошто и моите родители го славеле, уште додека беа живи, за тоа и го славам и јас и Трифун, а Валентин го слават помладите, али мислам, имате питање дали ќе продолжат традициите? Да, дали ќе се менуваат традициите, еве? Не така, а неќу да бидам песимист, али баш ми е чудно, пошто една ден ќе го нема и грозјето, кај што го нема афионот, сусамот, тие таквите растенија што изгина и лозето ќе го нема и затоа ќе продолжат овие младите да слават европски празници како што е Валентин и како што е, речи го, Нова година католичка, а славиме, не а славиме старата Нова година, Божич исто така и се наопако може да кажам дека ние славиме, само да славиме и да пиеме, а не е важно што славиме. Така, па еве, дали денеска имавте веќе добиено подароци? Па јас вие реколте дали купив на сопругата, денеска јас ќе добивам подароци. Па тоа велам, дали добивте веќе подароци? Ама доправа вечер ќе чекам гости, ќе ми дојдат децата со внуците и ќе славам
74-ти роđен ден. Да сте ни здрави и живи, да ви биде најсреќен роденденот и сега го поздравете ги домашните од целата наша редакција. Ете, убаво, продолжуваме понатаму. Драго ни е што еве и во Црвена линија споделувате со нас кога ви е значаен денот, особено ако е ваш роден ден или некаков си успех и ден кој што ви донел многу радост. А кој ден денеска го празнувате вие? Односно, кој празник? Добар ден. Добар ден и убав ден ако сум јас. Најубав ден. Повелете. Па сега ние се знае Свети Трифун си е христијански празник. Меѓутоа сега за жал овако ова што се случува кај нас, знаете, ние све што е туѓо е поубаво и све нешто туѓо гледаме да пресоиме. Ако ја знаете историјата на Свети Трифун, не сакам ни да ја кажам, никој пат нема да славите. За за Валентин се извинувам, леле. Историјата, ако се знае за Валентин како почнал да се слави и како, значи ја мислам дека нема да се слават, зашто ја ја знам, меѓутоа не е убава и не сакам да ја кажувам сега јавно. Така да тоа е малку нешто и измислено, направено сега во негативна конотација, меѓутоа кај нас го промовираат како љубов. Сега љубов не може да биде како што е направено и ајде да не идам назад, да не се враќам, кој сака може да си најде и да види на каков начин и зашто е дојдено. Меѓутоа Свети Трифун си е наш христијански. Свети Валентин, неговата историја дека се барало да се откаже од христијанската вера. Па не, нешто е, ајде, нешто по-неубаво е, ајде, не сакам да навлегувам во тоа, тоа што е од време на римјаните, така да Свети Трифун си е празник со вино и со љубов. Како викаат, вистината каде е во виното. Така да тука да нема раздвојување и тука имате љубов. Значи вие виното се знае што е како и тоа си е наше национално, како да кажам, овако благо, богатство. Така, благодарам многу и вам за вашите 90 секунди споделени со нашите гледачи. Добар ден. Ало? Добар ден. Се слушаме? Да, се слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Поздрав до граѓаните, Ви слушате, да? Да, и ви велиме благодарам за поздравите во име на граѓаните и гледачите. Така, среќен празник. Еве сега јас ке тргнем од нешто друго. Еве, водителке, вие што новинар се спремате за емисијата, како е вашиот став по однос на ова прашање? Јас имам прашање до сите вас и еве ќе ве прашам, се менува ли традицијата, како ви се чини, дека се повеќе младите ќе бидат ориентирани кон чествување на денот на љубовта, а помалку кон Свети Трифун, односно да се закројат, нели, лозијата? Дали го имаме се уште гледачот? Поздрав! Толку беше добро, благодарам, останете да не гледате. Секако вашите 90 секунди има многумина од вас кои што секако велате дајте повеќе секунди, малку се 90 секунди. Најдобро ќе биде да ги искористите за да нели споделите со гледачите какви ставови и размислувања имате во однос на темите за кои што зборуваме со вас. Водителката нема во моментот став, сака да ги слушне од вас, но секако има прашање и тема која што е поставена, тоа е, ви се чини ли дека се менува традицијата, помодарството кон чествување на Свети Валентин, денот на љубовта, оној тренд кој што доаѓа се позастапен меѓу младите, мислите дали дека ќе биде со кус век или ќе ја некако ќе ја покрие традицијата и ќе направи да замине во заборав. Зборувам за младите. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Супер, добро. Само што стасав пред 15 минути од лозија. Само што дојдов таму за крујував лозија и све. Ама јас ќе кажам за наша стара традиција, на своја 9-10 годишна возраст, дедо ми ќе ме ставеше на магарето, а баба ми ќе наместеше на торба, внатре имаше и баница и вино и ќе појдешме на лозија. Тоа ја знам нашата традиција што се однесува до нашиот, ќе кажам, да не кажам свет празник на винарите. Меѓутоа, сега што беше на лозија, кај што закројах, јас сум тука од истокот, малку се и разочарав ради тоа што околу мене моите комши има лозија, меѓутоа ги немаше, ама
двајца се, Бог да и душа прости, трет, четврт го имат ископачено и младите ги нема. Сам бев јаднио и така. А за ова што се однесува за овој други од католичкиот празник, за тоа уопште и не внимавам. Ја пак ќе се навратам на баба ми, на дедо ми, они го дава режимот на ова, како се вика на ова. Кога ќе се собереа повеќето луѓе, да не кажам од кое време беше тоа, беше 67-8 година, така 9-та, луѓето беа весели, знаеше се да што се работи, станува, лозјата беа свежи, тазе со, да не кажам, со кои техники, технологии, тога се работеше, обработуваше, да не кажам, лозјето кога го беревме, имаше мирис, арома имаше тога. Сега, да не кажувам со овие фунгициди, пестициди, тога, оттаме работа, дебело. Благодарам. Нека ви биде берикетно и нека ви донесе добра берба. Ајде да видиме кој што има напишано и на Facebook. Ке продолжиме со коментарот на господја Цветанка Стојановска, која што напиша: два празника во ист ден. Свети Трифун е православен, а Свети Валентајн католички. Ги почитувам сите празници, но секој треба да си слави и спрема својата вероисповед. И убаво е да си честитаме едни со други. Но поодамна, по модарството се повеќе и повеќе ги опседна младите да го слават денот на љубовта, со што ја менуваа традицијата. Честитки и среќен празник на сите славеници. Благодарам, господја Цветанка, особено благодарам за коментарот и учеството. Добар ден! Добар ден и добра вечер, Македонијо. На помош, Бог на помош по молитвите на светиот великомаченик Трифун, кој воедно и за љубовта и за верата Христова и закрилник на бавчи, на оштарници, на лозги, на се. Сега, они кои што викаат национално не се свесни, па и православно христијански не се свесни, тие може да попримат се и се што, па дори да го слават и сатаната, вештерки, не знам, да прават геј паради, се што така. Но оние македонци, но оние кои се македонци, национално свесни како македонци и како православни христијани, си го почитуваат Бога и Богородица и Свети Трифун. Но оние кои немаат чувство за Македонија, слават туѓи некои херои, наводни херои, убици на наши аспомци, великани и така сето ние, се видите, јас младите толку не ги обвинувам. Ако младите биле поучени од своите родители да си сакат Македонија и се македонско, да си сакат својата православна вера и се наше православно христијанско, ки нема да бидат заведени да слават некои си вештерки, други некои туѓи празници. Сега, луѓе, вечервава и утре Господов Богородичен празник, Сретение Господово, 40 дена од Божи. Мајката Божја била во храмот Божи да се ми моли како родилка. Кој празник ќе го слават тие вртикапите, Валентајновци утре, или не знам, појма нема? Благодарам за одговорите. На брзина уште еден од коментарите. Јадел напишал: многу американизми се прифатени во Македонија, Халоуин, Валентајн, сите празници, а забораваме на православните. Секако ние во Црвена линија нема да забораваме и на денешната анкета. Секако, еве како оние кои што следат на Инстаграм одговорија на прашањето што ќе славите денеска. Свети Трифун одговорија 74%, Свети Валентајн 4%. И двата празника 22%. Продолжуваме со реклами, а потоа повторно се гледаме во студио. Благодарам за и оваа црвена линија. И денеска некако можеме да кажеме дека се е во бојата на црвено, а кај моите комши, например, мојот колега Ненад е шашардисан од црвената боја. Малку јас, малку Кате и секако гостинката. И гостинката плюс. Да знаев, ке си ставев очила за сонце, пошто зрачат. Ај ти колешке, така све во знакот на црвената боја, бојата на љубовта, бојата на виното и во таква некоја атмосфера ќе продолжиме, така ли, Ката? Така е, да.